По завршувањето на вториот круг од локалните избори на 29 октомври, Собранието на Република Македонија ќе работи во променет состав. Според резултатите од првиот изборен круг и досегашните оставки, Македонското собрание ќе има најмалку 7 нови пратеници. 5 пратеници веќе и официјално станаа градоначалници по првиот круг на изборите, па така пратеничката функција им престанува на Петре Шилегов, Стефан Богоев, Максим Димитриевски, Коста Јанев и Сашко Поцков, сите од редовите на СДСМ. На нивно место, најверојатно пратеници ќе станат Татјана Лалчевска од Тетово, Анита Симеска од Македонски Брод, Лилјана Тасевска од Куманово, Ристо Ташев од Неготино и Костадин Костадинов од Струмица. Точната бројка на нови пратеници ќе се знае по вториот круг на локалните избори, со оглед на тоа дека се уште има пратеници кои се во трка за градоначалник. Наредната недела ќе се знае дали пратениците Јохан Тарчуловски, Благој Бочварски, Курто Дудуш, Бети Анкитев, Зијадин Села и Зекирија Ибрахими ќе останат во парламентот или ќе стапат на нова функција. Од друга страна пак кандидатите за градоначалници Зоран Ѓорѓиевски за Куманово и Зоран Илиевски за Битола од ВМРО ДПМНЕ, кои не победија на изборите, остануваат пратеници во собранието. Двајца нови пратеници доаѓаат и од албанскиот блок. Лидерот на движењето Беса Билал Касами си поднесе оставка од пратеничката функција за да се кандидира за градоначалник на Тетово и победил или изгубил во вториот круг против Теута Арифи од Дуи. Него во парламентот ќе го замени Неџебедин Каремани. Мира Лузеири Ферати од ДПА пак влегува во парламентот на местото на Бардил Даути, кој исто така претходно си даде оставка и потоа се кандидираше за градоначалник на Тетово, но не влезе во вториот круг.